Добро, подпредседателе, благодарам за најавата. Председателе на општински, благодарам за поканата и доктор Маријан Донска за организацијата заедно со екипата на Здравствената комисија на ОКБУ. Уште една за најавата ви благодарам. Периодот е многу специфичен, посебно што прв пат во историјата на Македонија се срекнаме со избори кои што треба да се организираат во епидемија и сега имаме и пандемија, што значи дека е епидемија на светско ниво, која што и понатаму за жал прогредира и за да организираме веќе одлуката за избори веќе е донесена. Мораме да се адаптираме на тоа да имаме што е можно по-безбедни избори. И за да имаме што е можно по-безбедни избори, ние со доктор Синиша учествуваме во изработката на некои протоколи, најдни протоколи кои што ги имаме ние во рамки на нашата партија, кои што треба општинските комитети да ги споделат до членството. И втора работа е да се следат протоколите кои што се објавени на светско ниво, односно протоколите од Државната изборна комисија. Нас, овдека веројатно сме повеќето здравствени лица, ќе ни биде веројатно задача во овој период да учествуваме, да партиципираме и со своето знаење, со своето искуство и медицинско и здравствено и искуство од овие 4 месеци траење на епидемијата која што го атакираше здравствениот систем, се навикнеме, односно ги пренесеме своите навики и своите знаења на сите оние кои што ќе учествуваат во изборниот процес. Би сакал овде да подлечаме за сите вас, да ги запамтиме трите работи кои што се многу важни, 3D, ние ги нарековме, од светот ги вика. Тоа се дистанца, дисциплина и дезинфекција. Има понатаму уште една категоризација која што викаат актите, односно гестовите на бариера. Гестовите на бариера се гестови кои што треба да ги заштитат сите учесници во изборниот процес и да обезбедат едни безбедни избори. Гестовите на бариера се носењето на маска, држењето од дистанца, дезинфекција и повторно доаѓа дисциплината. Државната изборна комисија донесе одлука овие избори да бидат продолжени, односно ќе траат 3 дена. Не знам деталите дали ги добивте од дека веројатно сте повеќе сте запознаени. И тоа исто така ќе допринесе да имаме безбедни избори, односно да пренесеме на граѓаните, на членството, дека доколку се почитуваат мерките, доколку се почитуваат препораките и овие гестови на бариера, безбедноста на изборите би требало да биде на задоволително ниво. Анализите, односно овие резултати кои што ги објавуваат секој ден, покажува дека околу 15, пред 2 недели имавме 15 до 20% позитивни од направените тестови. Последниве недели, последниве 10 дена имаме околу 10% позитивни луѓе од направените тестови, што најверојатно значи, односно отсликува тоа дека популацијата и граѓаните веќе ги прифаќаат и ги адаптираат овие мерки на себе заштита и мерки на заштита на својата околина, односно луѓето со кои што се гледаат и со кои што се движат. Сето тоа ќе биде аплицирано и веројатно за време на изборниот процес. И уште една порака, вака генерално покрај овие 3D кои што ви ги спомнав, треба да биде, односно да им пренесеме на иначе членовите и на граѓаните дека остварувањето на изборното право би било слично, односно ризикот би бил сличен како одење во маркет и во продавница, каде што во маркет и во продавница се навикнавме да ги почитуваме мерките, така да би требало да се поистовети или да се изедначи процесот на остварување на гласачкото право со да се изедначи како да се оди да биде оној ризик доколку постои, што би го имале доколку одат во продавница. Знаеме дека сите граѓани минимум еднаш неделно одат во продавница, имаме луѓе кои што одат и повеќе пати, и не само во продавница, во аптека, на други места, на пазар, каде што секако заради оваа епидемија која што постои, потребно е да се почитуваат препораките.
Така да и на вас како дел од Општинскиот комитет, како здравствени работници, како медицински работници, веројатно ќе ви биде мисија во овој иден период да го изедначиме гласањето со одење во продавница, односно вршење на секојдневните потреби кои што ги имаат граѓаните и да го споредиме ризикот од остварувањето на гласачкото право со ризик во како одење на аптека, на пазар и така натаму. Доколку се почитуваат мерките, ризиците се намалуваат, доколку не се почитуваат мерките, секако ризиците се зголемуваат. Ние имавме и често доаѓаат прашања до нас. Сега може да се подолгшно, веројатно често доаѓаат прашања до нас што ќе се случи доколку се створи гужва за време на гласачкиот процес. По сите оние мерки кои што се превземени, расширено е времето на гласање, така да процесите на гужва би требало да се избегнат и доколку нешто се појави, би требало да се интервенира. Реалноста е таква да во последните 4 месеци граѓанството се научи да избегнува гужви колку толку. Вие знаете, во продавница кога одиме, се чека ред, се прави дистанца 2 метра, луѓето се навикнаа да чекаат. Нема веќе она брзање, она пресија или да завршам само нешто, или само нешто да прашам. Тие навики, веројатно ради овој корона епидемија, наскоро ќе ги искорениме. Оние само да прашам, само да видам, само да дзирнам, само да земам, веројатно тоа ќе се искорени. Јас верувам дека во текот на изборниот процес ние имавме и неколку состаноци со претседателот на Државната изборна комисија, кој што не увери дека со овие времења продолжени на гласање, бидејќи ќе се гласа до 21 часот овој пат, со овие 3 дена на гласање, ќе се створат релативно, односно безбедни услови за едни успешни и безбедни избори, односно многу ни е важно да граѓаните имаат безбедна можност да го остварат своето неприкосновено право, а тоа е правото на глас. Еве доктор Синиша, ако нешто сака да дополни.